Ќе биде грешка ако Северна Македонија во јуни не добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија. Ова беше речено на вчерашната панел дискусија во Вашингтон, посветена на новите предизвици на Западниот Балкан, организирана од Универзитетот Џонс Хопкинс. Тоа повторно ќе им даде сила на националистичките и изолациони сили во Македонија. Во исто време, ќе биде и негативен сигнал и отварање на дилемата дали вреди да се биде прозападно ориентиран реформатор, кој прави болни компромиси кога државата која направила најтешки одлуки не е наградена. Тоа ќе биде студен туш врз реформаторите во регионот. Флориан Бибер истакна дека единствената причина поради која би можело да се случи одложување на почетокот на преговорите е домашната политика на Франција. Ова ќе биде предизвик за владите од Западен Балкан да убедат една земја членка на Европската Унија која во последнава година не покажа чувство за лидерство. Ед Џозеф од Институтот за надворешна политика во Вашингтон истакна дека Северна Македонија заслужи да биде наградена за договорот што го постигна со Грција. Премиерите Заев и Ципрас презедоа голем ризик за да се постигне овој договор за мир. Многу е битно да се наградат лидерите што преземат ризик во име на мирот. Големо разочарување е што поради француското противење тоа е одложено. Даниел Сервер од Школата за напредни меѓународни студии во Вашингтон смета дека моделот на Преспанскиот договор може да се примени и во спорот меѓу Србија и Косово. Македонската резолуција има потенцијал да поттикне позитивен развој. Само помислете, ако не беше решен проблемот со името на Македонија, колку потешко би било сега решавањето на спорот меѓу Косово и Србија. Дискусијата беше заокружена со заклучокот дека покрај решавањето на меѓусебните проблеми, од големо значење за напредокот на регионот е зацврстување на демократијата и владење на правото, на што треба да се продолжи да се работи.